Добро вечер, добро дојавте во ново продолжение на емисијата на Кавга со Иван. Вечерва со мене една жива легенда на македонското политичко битисување, буквално од осамостојувањето до ден денеска, господинот Ламбер Наудов. Добро вечер. Добро вечер, добро ја најдов. Многу ми е мило што ме поканивте. Јас без некоја куртоазија лично ве сметам за бард на македонското новинарство, не само во Македонија, туку и пошироко на Балканот, и чест ми е што ме поканивте да учествувам. Ама некои вакви слични зборови им ги кажавте и на Алфа кога бевте лани, и таму они им се заблагодаривте за се што направија. Се вака да ме споредувате со Алфа, баш не ми е гордо да ви кажам. Жестоко стана Кавгата, нема влијание ова да има, нека си терат. Меѓутоа на Алфа му реков така заради нивната улога во тој процес на... Па добро, ама Алфа е во некоја рака партиска телевизија. Директорот излегува вика јас сум член на ВМРО ДПМН во нормални земји. Таков човек не може да биде директор сега, нели постојат некои постулати, сепак сте вие човек. Добро, може да порано директор или подоцна. Добро, немам намера да бидам адвокат. Не, ви благодарам за комплиментите, немојте сега да ме сватите дека мене ми е мило што вие ме сметате за бард. Ја па ги сметам нели оној Сашо, Борјан, тие такви се бардови што работеа со Боки 13. Ја мислам да бидеш бард во Македонија треба да работиш со Боки 13. Така ли? Така некако му беше. Сашо, Јадранка, нели Борјан и така на целата плејада на еден ТВ. И тие се нарекува бардови. Јас сум една ситна минорна индивидуа во политичкото и најмалце политичкото, повеќе новинарското живење, не знам, од кај ви е за мене бард? Зар не е за вас бард Сашо Ордановски? Тоа е дното на македонското новинарство. Сега бе молам. Па добро се, нема тя. Јас се бидам... Толку е обоено што мислам не може да се објасни колку е. И мислам дека штетата тие што ја прават во македонскиот простор. Мислите ли дека новинарите прават штета, но истовремено можат да придонесат многу за позитивните бенефиции општествени и политички? Апсолутно, јас имам најголема почит кон новинарите, оние честни новинари кои се застанат за тоа што му е неопходно потребно и на Македонија и на македонскиот народ и на вистината. И јас во ова куќа кај вас се чувствувам така. Што бил еднаш кај Гоце, прекрасно се чувствува, вас ве гледам постојано. Имам многу мало слободно време, но секогаш наоѓам вас да ве гледам. Ви благодарам уште еднаш, кога одиме сега со она што сакав да позборуваме. Кога се подготвував за вас, видов дека сте човек на оксиморонот, човек на куриозитетот, човек на контрадикторностите. Сега претпоставам вие можете, кога ќе разговараме во текот на емисијата, ми кажете во одреден момент сум мислел вака, во некој друг момент сум мислел вака, и тоа е можеби легитимно, иако за политиката, нели некогаш се вели дека политиката е нешто што е и каменот. Вие барем имате една убава беседа, кратка, цитиравте еден добитник на поезијата на наградата на Стручки вечери на поезиите, нели, на мостовите, околу каменот, кратка една. И сега мене ме интересира конзистентноста ваша по однос на десницата, кога ќе речем десницата, тоа е ВМРО ДПМН, значи таа е оската на десницата, па дури можем да кажам и оската на националното ткиво на Македонија, особено од осамостојувањето е ваа. Сега, вие ВМРО ДПМН сте, сега едно време подолг период од 2004, ако не се лажам, дока и 2017 член на ВМРО Народна партија. Тука околу лидерството малце ми е, не знам, цело време ли беше лидер Љупчо Георгиевски или не беше? Така не ли имаше некој измени? Љупчо Георгиевски, мислам дека последниве неколку години е лидер. Сега како човек што е сега член на Унијата на ветерани, тој е некој ново ткиво, предпоставувам, во рамките на ВМРО ДПМН, нешто што го иницира човекот кој што е лидер на партијата и наш премиер господинот Мицкоски. Ви има неколку на некои си 20 на луѓе колку што можев да прочитам. Бичеклиски го сретнав таму. Да, колегата. Бичеклиски стана ветеран. Па според километражата, предпоставувам, така. Така, два услови треба да исполниш, да бидеш 25 години член на партијата. Добро. И да имаш над 50 години. Добро. И со секоја година тоа се поместува. Бичеклија стана над 50 години, лет на времето. Добро. И сега мене ме интересира во генезата на ВМРО ДПМН, кога
постојато ние сполни, кога постојато ние искричена, наречам србизам, варничење искри помеѓу левицата и десницата, односно СДСМ и ВМРО ДПМН, ако СДСМ сака вас да ве нападне во изминатово, секогаш ве напаѓало дека вие сте биле бугарофили. Така. Дека вие сте партијата која што латентно, па многу пати често и директно сте ја промовирали идејата дека ние сме она што го велат и бугарите, нели, два народа во две земји и еден народ, нели, во приказката. И имена работа која што никој досека од ВМРО ДПМН, веќе се обидам од вас да излечем, не кажал дека се оградува од Ванчо Михајлов. Вие лично би се оградили ли вечерва сега од Ванчо Михајлов? Не би се оградил. Зошто? Ево, од едноставна причина. Значи, Ванчо Михајлов е дел од нашата историја. Мислам, партиска. Да, ама на црната, на темната страна. За Македонија. На темната страна. Така? Ама не апсолутно на темната страна. Имате и По апсолутно здравје. Така мислите? Апсолутно. Тоа е околу Ама не треба ја да мислам, тој бил жив, има давано интервјуа кои што се уште постојат и неговото гледање, тој човекот кој што постојат архиви, јас ги најдов, дека при крајот на Втората светска војна преку него се обидувале дури да се инсталира за прв пат СС единици, знаете, злокобните. Човекот што работеше во соработка со Анте Павелич, како да ви кажем, тоа се факти кои што знаете самите и нашата историја го доживуваат како човек на темната страна и човекот кој што не работел за самобитноста на Македонија македонците. И се вие не се откажувате од него. Не, бака се да видиме јасно, ако ми дозволиш малку. Да, дозволам. Натишете се. Не, нема проблем, јас ќе ви пресирам. Сепак сте вие за легенда за мене. Значи вака. Ванчо Михајлов има еден дефект, што од него потекнува тој термин македонски бугари. Има добри работи. Ако се сеќавате, Ванчо Михајлов 1929 година промовира, трансформира неговата платформа, неговата идеологија од Македонија да се припои кон Бугарија со замена обединета Македонија со главен град Солун. Добро. И таа идеја е идеја и на основачите од 1893 година. И до ден денес. Знаете колку таа идеја него го држи како таква идеја? Многу малку. Мислите? Нема документи за тоа. Значи, Ванчо Михајлов, како единка, не сметал дека постои одреден, индивидуален, автохтон идентитет македонски. За него македонците биле црната дамка на бугарскиот идентитет. И тоа е факт. И тука нема ја што да мислам, тоа го зборува историјата. Се затоа мене ме чуди зашто вие не се откажувате? Ако вие гледате се што се случува кога се потпали од страна на Љупчо со П, не е со Б, но е од Битолчанство, се сеќавате, предходни беше нели културниот клуб во Битола, баш се викаше така Ванчо Михајлов, и државата Македонија тогаш, каде што и ВМРО ДПМН исто така речеше дека не сме тоа да се именува така, затоа што Ванчо Михајлов за нас, во нашата колективна меморија, историска меморија, па ако сакате институционална меморија, е човекот кој што е негативец. На истата страна со Хитлер, Мусолини, Анте Павелич и така натаму и така натаму. Види, имате и уште една работа која можда е непозната. Значи, не, чисто само да завршам прашањето. Секоја прика на Иван почнуваат во тоа време на тоа место. Така е, секојаш така. И се тоа е дел од историјата на нашата организација. Ние не можеме да се на конгресот во Кичево континуитет изгласавме дека потекнуваме и ги практикуваме изворните принципи на ВМРО формирано 1893 година и понатака. Меѓутоа, ке Ванчо Михајлов имате уште една работа. Кога така наречените административци македонци овде ги инсталира Бугарија да бидат градоначалници, Ванчо апсолутно не се согласи затоа што е подкопуван неговата теорија и повторно се враќа. И отиде преку Анте Павелич со помош на Рајстахот во Берлин да организира групи СС, значи во Македонија, прекрасно. Не групи СС, сакате да ви покажам документ, сакате да ви покажам документ. Тој овде дојде да организира, да помогне. СС групи, документ имам. Му предложи 12 до 15.000 војници во под ВМРО секогаш имал силна организација на границата
меѓу Грција и Македонија. Македонија, добро. Дел, да, тоа е факт дека треба да се борат на страната на германците. Тука не го порекувам тоа. Па како може човек кој што бил спротивно, знаете, ние сме, или еве ќе се објам колоквијално да ви кажам, не бил на страната на ловџиите, ние сме биле македонците, него бил на страната на мечките. И ако тој бил на страната на мечките, како може ви да кажете дека тој е за вас сепак на малку на светлата страна? Како може да биде на светлата страна? Па од овие причини, значи основната идеја на ВМРО Затоа што имало почеток, така ли е? Има, значи секоја работа почнува со романтизам, раѓаат идеја, се претворат во кауза, низ вдењето на таа кауза можеш да поминеш многу фази. Некои пријатни, некои непријатни. Меѓутоа, Катарза доживеа ли ВМРО? Доживеа. Така? Доживеа. Денеска ВМРО организацијата, зборувам, допомање партијата, организацијата. Са вие сте и партија и организација во некој рак, така ли? Ние сме најавтономна организација што постои во однос на Ја дури мислам и на нашите, и на Балканот. Во однос на нашите ставови за Македонија и за македонскиот народ. Дефинитивно, значи немам никаква. Ај уште малце околу вашата генеза, пошто пред да почнеме ве прашав, дали е точно некаде прочитав дека имате ваш прадедо, претпоставувам. Дедо. А дедо ви доаѓа? Дедо. Аха, дедо кој што бил учесник во Линденското востание, кој што вие го носите неговото име, Ламбе, така, Ламбе Арнаудов, Да. и кој што некаде прочитав, кажете ми тоа дали е точно дека во 43-та година добил пензија од бугарите. Да, добил. Сега, вие тоа ве прави горд? Се малку незгодно прашање. Нема незгодно прашање, има само правилно прашање, дали е точно. Кажете ми дали манипулирам. Вака сега. Не, кажете ми само дали манипулирам. Не. Ето, воопшто значи не ме прашањето манипулира. не е незгодно. Сакам да одговорам многу истината и точно. Така, тоа ме интересира. Ево, например, сега Бугарија како ќе влезеше во војна и како ќе изгубеше војните, имаше една сигурна вечна репарација Македонија. Од која војна да излезеше, кога ќе требаше да го плати тоа што како поразена, галантно, джентлменски е понудувала и фрлела во прегратките на било кој непријател Македонија. Тоа ви е јасно. Тоа ми е јасно. Замислите сега, после Балканските војни и после Првата светска војна, оние луѓе што останаа, што се бореа на страна на и линденската идеја и така натака и во борбите што беа во, да ги фрлиш таму во устата, вие рековте мечките, јас ке речем на лавот на Караџорџе. 20 години мојот дедо бил пољак. И тоа не пољак званичен. Него? Пољак од неколку семејства кои процениле дека дедо ми имал 5 деца, 4 сина и една ќерка, од глад починало девојчето. И сега ето дојде тоа. Кога станува збор за животот, тогаш разумот не работи. Не за живот. Ама сега гледате глад, ама вие велите глад. Не го зборувам во сарказам, искрено да ви кажам. Не, знам дека не го зборувате. Зборувам дека претпоставам не само вашиот предлог, дека многумина би направиле се само да се спаси родот. Не, човечката генеза. Тоа види, се Махатма Ганди имате една најдобрата реченица кажана на 20 век. Кажете ми која е таа? Таа е сиромаштијата е најтежок облик на владење. Така е. Кој може да се справи и да се справи со тоа и да сега тука имате и една друга работа. Значи дедо ми во прво време подписувал документи за другите да земат, не му доделиле. После е доделена, иначе дедо ми е легенда за тоа. Луѓе, јас живеев со дедо ми до 61 година живеев. Сакате ми кажете дека вашиот дедо е почитуван во Бугарија? Не знам. Ево ќе ви кажам една многу вистина. Не, дека земал пензија бугарска, затоа ме интересира. Сега ќе ви кажам една голема вистина. Значи, мојот дедо беше во курир, па потоа чувар на архивата на Христо Узов. Аха. И уште јас имам документи дома. На времето Паско Кузман ми ги бараше. Не постои документи? Документи подпишани со лично од Христо Узинов. Комплетно, така? Комплетно со неговиот подпис. Добро. Затоа што тие со ними е носе архивата така. И кога се апсолутно, знам. Така. Сега дедо ми ко заврши востанието, продолжи уште со својата активност. Тој е соборец и на многу луѓе не знаат на Андон Ќосет. Дедо ми е познат. Тоа не сум го знаел.
познат анархист и терорист. И имат акции во Охрид, околу прибирање на срце и така натака. И дедо ми се предал на Австро-Угарија, за да не премени во Бугарија. И останал тук. А ме чуди, зошто е прифатил пензијата бугарска? Па сега таму ги имате на слика, може да ја видовте сите тие негови шобине. Е припатили. Да не го тегнеме Ама се да не го тегнеме. После дојде и линденската пензија и таа ја доби. Така е. Значи, пази, внимавајте. Некој е признал неговата борба. Се согласувам. Така? Се согласувам. Тука не можеме да го спориме. И едната и другата. Тоа е парадоксот наш. Се согласуваме, така ли е? Што да правиме сега? Тоа не било Тоа е судбината во крајна линија. Да ми Иван, значи види. Нашиот народ со тие пропаганди беше обезглавен. Кај да тане, што да прави? Јас на една емисија кажав дека кога се правела анализа како ќе го кренеме восстанието, со кои борци, настрана ова оружје нема. Знаете ли нашиот македонски човек во просек колку тежеше? 49-50 кила. Висок беше метро 25 места. Не ухна. Метро? Метро 50 Аха, не беше веројатно метро, што Џуџиња не било. Со неухранен. Сакате да кажете просто генетички закржлавени, така ли, во некоја рака? Ама и биологијата и медицината го препознава тоа? Да, го препознава. Нормално, тоа не е ништо чудно во крајна линија. Не е чудно. Не е чудно. Не, сега вам кажам дека постои, не е нешто непознато. Статусот на човекот македонски во тие општества, така наречени тогаш. Бил на најниски гранки. На најниски гранки, не може ни да се развие, а тоа повлекува и, како да кажам... И фрустрации, во крајна линија. И многу е важно, тие жртви, нивна храброст, да се тргнат од семејството, по 6, по 8 деца има некој. Така. Да земат пушка, да го стават крстот и да тргнат, да ја бранат Македонија и сега ние тоа да го, како да кажам, да прескокнеме преку него, не е фер према жртвите. Не, се согласувам. Стотици илјади жртви, јас на сите му викам. Ако не знаете дека има гробници за Бамаровци, мене еден академик ме праша, што го праша, и овде го имам, кажа. Кај има наши жртви, што се бори, слезим, викам долу, кога дојдеш на работа во архивот на Република Македонија. Така, така. Со епитаф, За жал и кога свеќе само една мала дигресија да направам, за жал ние не знаеме да ги цениме, да ја цениме нашата архивска граѓа. И ние сме крајно како интелектуалци во државата, можеби и историски неписмени визави архивската граѓа. Не знаеме што поседуваме во нашата архива. Прашање дали е намерно или ненамерно. Постои еден Тука не се согласувам со вас. Јас сега секој нас индивидуа. Ако јас сакам нешто да дознам, ќе седнам, ќе се распрашам. Ако гледам дека имам недостаток на денеска технолошките производи како што е интернетот и останатите вештачка интелигенција, ќе се упатам на аналоген начин, ќе се појдам во архивот. Но ние тоа не го практикуваме, да не се лажам. Иван Бакар, јас зборувам дека во Македонија требаше да имате една авангарда, така? Така е. Тогаш не беа достапни вакви документи кои сега што имат. Така се согласувате технологијата. Апсолутно. И сега кога ќе излезе некоја авангарда, кога ќе каже некој авторитет, ова е вака или така, погледајте мамо, погледајте таму. Јас академик убедувам дека не е така. Така е. Согласувам со вас. Така е. Тоа не може да биде. Мислам, тука е дефектот кај Македонија. Иван, јас од 1990 година сум и пред тоа. Сите знаат дека имам илегална работа. Али од 1990 година навака. Во сите структури, во сите сфери имам работено за Македонија и за Македонија. Вие бевте делото на афера Сина птица, така? Тоа беше ништо. Не, ама бевте, нели, знаете, тогаш во самостојувањето на Македонија, некако мислам, чинам дека на тие структури кои што беа се уште задржани, им требаше една ваква, нели, убава акција да се покаже моќта на... Ама, Иван, види, ние беме прогласени за терористи тогаш, така? Апсолутно, да, дека сте правеле паравојни формации во рамките на партијата. А сега, ево, дали ќе се согласите или не, јас тврдам дека тоа беше државен тероризам кон народот што беше бисер на... Се согласувам дека тоа беше злоупотреба на функцијата и на положбата што има тогаш. И на државата, апсолутно, да. Државата се впрегна со сите сили. Да не ме разберете погрешно. Ја за многу работи од 91-а, не можам да зборам претходно, сепак сум бил и доста помлад, но од 91-а наваму што сум сведок, сум бил и на гласање за самостојност и така натаму. Сакам да ви кажам дека постојат
многу грозни работи што се случувале на сериозна група на луѓе кои што битисувале во Македонија од 91 наваму и кои што работеле за добробитот на Македонија. И некоректно е ние сега тоа да го заборавиме и да не го споменеме. Затоа ве прашувам за ова, затоа што сметам дека во некоја рака, она што денеска се обидуваат некои да го наметнат како српски свет, сега сте го чуле терминот, предпоставувам, нели, односно влијанието на Србија и еден вид на нивната балканска хегемонија, влече корени многу отпорано. И да не се лажеме, ние бевме тие кои што уживавме во некоја рака во тоа. Значи, ние бевме тие кои што овдека седевме во Македонија и велевме дека сакаме да бидеме дел од Југославија. Тоа е факт. И во крајна линија, референдумското прашање, вие се сеќавате подобро некако беше, така? Независна, која што има право да остане во рамките на Југославија. Иван, знаеш, што е најжалосно во села оваа ситуација? И трагично за Македонија, што тие истите луѓе што ни го наметнува србоманството, денеска се на страна на бугарфилството. Кој е тој, например? Може да ми посочите еден? Ама е да кажете ми, знаете, ја дека сакам отворено да зборувам. Јас номина сум од Осија, јас мразам имена, затоа што мене ми е тешко кога ќе ми нанесет некоја рана што ми остане лузни, со нови лузни што ќе отворам, не врват моите стари лузни. И според тоа си се препознаве тие, ако некој гледат вечер. А ја гледам, си многу ми нагледат, нема се грижите. Благодарение на вас се гледа. Добро, кажете ми сега вака, да го ставиме тој период. Вие доаѓате во моментите 98 кога ВМРО, нели, и со Цилето Пруковски победувате на парламентарните избори и конечно доаѓаат 5 минути на организацијата и на партијата ВМРО-ДП, нели, затоа што имаше премежа претходно, нели, Љупчо беше едно време заменик председател на државата, па тоа го укина, па после се откажа од учество на другите избори и доаѓа 98, вие победувате, Љупчо Георгиевски станува премиер. И вие во едно интервју, ако не се лажам, пред 2 години во оваа телевизија кај мојот колега Гоце Михайловски, велите за Љупчо, кога тој ве прашува, вие велите вака, ја му бев и левата и десната рака и неговото торзо. Так. И уште додавате еден термин кој што ќе се обидам сега да видам што викате, но вас ве разочарало неговото флуидно однесување према вас. Значи флуидно, сега јас не сакам да кажам некој лош збор, али зошто флуидно? Не е така. Така пишува. Така може да пишува, постоеше флуид меѓу нас на взаимно почитување. Тоа е. Флуид меѓу вас двајца. Флуид меѓу нас двајца, да. И кажете ми каков е тој флуид? Тој флуид ево и до ден денес се задржан таков како што го кажав тука и како што мислев и во 1990 година. Помеѓу вас е Љупчо? За Љупчо Георгиевски, дека Љупчо Георгиевски во тоа. Вие рековте дека живеевте за него, живото сте му го посветиле нему. Да бидам искрен, јас и сега сум спремен за него затоа што тој човек што сега ве навредуваше пред година-две, што не изнакаже за вас, знаете? Знам, ама што да правам сега јас? Ето, ме навредуваше, не знам што од душа беше, ама тоа е пикантерија. Тоа е пикантерија. Љупчо Георгиевски во тоа време во 1900... Не го зборувам за чинот на навреда, тоа беше сочно, тоа беше ад хоминем, не беше тоа онака случајно. Ви кажав копачам, нели, јас сум изгорено гумно, порез не баш. Значи, Љупчо во тоа време беше неопходен. Тој со својата харизма, со својата организацијска способност, со луѓето што ги одбра и ги намести на прави места. Кои луѓе беа на прави места, кажете ми? Вие бевте еден од тие, се гледавте дека сте на право место? Бев, и јас се гледам и што се работевте, кажете ми, може ли вака еве јавноста? Јас она што ве паметам вас е во ЕСМ директор на Електростопанство Македонија, скандал што беше, паметам дека бевте и председател на Фудбалска федерација на Македонија. Тоа после Зинго, така беше? Да. И паметам дека бевте председател на собрание на акционери на Македонски Телеком, тоа како се викаш, Македонски Телеком се викаше. Да, бев председател. Така? Да, не само таму, бев на 30 предпријатија или во управниот одбор. Ова не случајно ќе ве прашам се зашто го спомнам. И кажете ми кои беа другие вака проминентни имиња во тој период што мислите дека Љупчо ги ставил вистински луѓе на вистинско место? Не, ги затекне, ги постави, ги не распореди, сите бевме на терен. Тука беше Борис Мејковски, јас, имаше други луѓе, Дијана Транталовска, Мане Јаковлевски се врати.
И го обработивме теренот. Лјупчо од месен комитет до општински комитет секаде присуствуваше и неговото присуство носеше многу народ. Неговите тези беа она што денес ВМРО да бъде организација. Ама он ги смени после неговите тези. Па вака јас да ви кажам искрено. Ајде. Кај мене, најотворено кажам, можда ќе се навредите или ќе реагират. Кодот, столбот на духовниот столб на Лјупчо Георгиевски од 3 елементи содржа. ВМРО, македонскиот народ и Македонија. Ова сега што го правит и како го правит и зошто го правит, не знам како да го објаснам. Има дел кај што е оправдан, тој најмногу се љути на комунистичката фалсификована историја, што до некаде има во право. Се, например, пише... Ама за тоа има документи, господин Арунов, како може да е фалсификувана историјата, како од после Втората светска војна, ние сме сведоци... Не е во ретија светот, јас кажувам, ама пред 40 и некоја година или... Ама тоа не е... Па тој друг период, не е комунистичка, добро. Добро, ама помеѓу двете војни, првата и втората во ред. Документи од тога што се комуницирало да ги преведуваш се. Која сега, например, да кажам, кога бе во Јана, не стоев на химната на Хеј Словенија. Ама не е нормално да го кажете тоа што не било вистина, гарантирам, така? Сте стоеле. Сум стоел, па затоа така кажам. Ама ставот на Лјупчо визави македонскиот за него, сега да го прашате за него македонците се еден етнички исцедок на бугарите. Не. Ево сега Лјупчо Георгиевски пред година, сега да не се ставам во заштита на адвокат. Јас имам непроменето мислење за Лјупчо Георгиевски. Присуствуваше на едно интервју со директно во како го викате таму еден и не е важно, бил бугарската национална телевизија задолжен е за прашања со Македонија. И сега го прашуваат Лјупчо ги кажуваат оние негови теории, сите што се. И овој веќе со доза на триумфализам, и то не голема, туку огромна, се охрабрува да кажат: и Лјупчо, сега ти како се чувствуваш, българин или македонец? Лјупчо му рече македонец. Да, ама ако потпашил шо малце, а македонците што се? Па македонците се българи. Па добро, нема проблем. Нема проблем. Ама види, немат опасност не од Ламбе, не од Иван. Не, чисто зборува. Знаете зашто се зборувам? Тој процес е завршен. Неповратно е завршен. Апсолутно, сакам само малку да воведеме и емоции, малце да се вратиме, затоа што знаете, историјата е мајка на еднината. Ако вие не ја разберете и не ја препознаете историјата на вистински начин, ги правите, ќе ги повторувате грешките во еднината. Се согласувам, ама види... Не џабе ја учиме ние историјата како предмет. Значи, едно време до душа сака да ја избришат овие претходниве. Значи вака. Нормално е дека ние минатото треба да опамтиме. Ама како што е, господин? Така како што е, тој не испраќа сигнали од таму, така? Ама не е туристичка разгледница, ова ме бенди тоа на. Ама не гледате сега. Зошто бугарите за вас не кажале никогаш дека вие сте најголемиот бугарски ас? Знаете за кого кажа бугарите официјална Софија? Кон крајот на 90-тите години, значи само што стана Лјупчо премиер. Знаете или не знаете? Знаете, така? За Лјупчо Георгиевски. Ја го сменив или вие го сменивте од Лјупчо, па го заменивте со Б? Не, тоа е, колку што знам јас, грешка на матичерот таму го започнав. Вие сериозно ова ми го зборувате? Дека грешка на матичерот му бил. Па ако е грешка, што не си го сменил? Добро. Да баталиме тоа. Не, гледам дека... Знаете како? Мислам дека... Само ве молам да не сакам да звучи како навреда, само ќе се обидам направам паралела. Имам впечаток како да патите од стокхолмскиот синдром. Знаете каков е синдромот? Кога тој што е напатен, кој што е мачен од... Знам, и сега, тој човек ве навредува цело време и сега вие викате ова цара да е за мене столбот на ВМРО ДПМН и неговите идеи, неговите три фрази. Не, апсолутно не е така, немам никаков стокхолмски синдром. Лјупчо Георгиевски, вака ви кажам една работа. Значи, гледайте, Лјупчо сега го навредил константно, не се согласил со вашиот лидер Мицковски. Сакате вие да ми кажете дека кога би бирале помеѓу Мицковски и Лјупчо во некоја идеална хипотетичка позиција, вие би се приклониле кој Лјупчо? Не, ни в случајно.
али не го негирам неговиот допринос. Да, ме гледам, во ниеден момент се зборуваме скоро 30 минути за ВМРО, за организацијата, во ниеден момент не го спомнувате Христијан Мицковски. Христијан Мицковски, јас чекам на крајот да ме прашат. Христијан Мицковски е најдобриот лидер од 1893 година на ВМРО до денес. И јас ти кажувам дека Сериозно вака го мислите? Најсериозно, и сега да го имам кажам. Тоа е една личност, совршена интеграција на желбите, копнежот и се она што го чини македонскиот народ да биде она што треба да биде представен, да биде рамноправен со сите слободни народи на Македонија, плюс тоа знае како да го направи тоа, не подлега на никаков притисок, онака како што некои се научени, знаеш, овај рече така, онај рече така, јас мора вака да постапам, има зацртано црвени линии, уште од првиот ден кога дојде таму. Јас тврдам, не само таму, во нашиот мини космосна организација, Лјупчо Георгиевски меѓу 5 најдобри, овај се извинувам. Не може Лјупчови во душата, дека неверојатно. Не, Христијан Мицковски, и јас се извинувам и на гледачи. Христијан Мицковски е меѓу 5 најдобри лидери во светот, затоа што тие го покажуваат. Во моментов? Во моментов, да. Тие го покажуваат тоа, честа што му ја прават, она што го... Кој му прави чест? Сите лидери. Овие од демократскиот свет, ние знаеме кои се тие лидери. Добро. Зашто тоа е видливо од сите. Не постои лидер досега во Македонија кој константно опочна, вие знаете со каква натрешна партиска пресија беше. Да, Катарза ви му се случуваше од 2016. Еден и по 15, 20, 25, 28 и не е паднат. Ниеден лидер, ниедна политичка партија кога дошла на власт, да, рейтинг никогаш не паѓа. Добро. Тоа зборува дека и јас овдека кој ми рече некој сте ја прашале вештачката интелигенција, така? Да. Сега се извинувам, Иван. Ти како македонец, јас како македонец, сиот македонски народ е надприродно интелигентен. Што има вештачката интелигенција нас да ни кажи за Македонија? Добро. Така ли е? Затоа што ја мислам дека јас овдека кога седам карши вас, а и вие сум убеден дека така, јас имам луѓе кои ги представувам, тоа се гласачите на ВМРО ДПМН, членовите на ВМРО ДПМН, дел од македонскиот народ што е заедно со ВМРО ДПМН. Тоа е важно што ќе ви одговорите. Вештачката интелигенција се знае што е. А кажете ми кога веќе зборуваме за Христијан Мицковски дека е меѓу првите 5 лидери, кои се според вас првите 4 за да дојде тој петиот во светот? Па сега. Тие се кои се? Па кои се? Баш ме интересира колку е. Еве направите една табела, топ листа. Види, прво ги ставам овие традиционално нашите пријатели. Тоа е Америка, така? Значи Трамп и која? Велика Британија. Добро, значи Трамп и Стармер, така се прв и втор. Кој е третиот, кажете ми? Знаете, па ја Ши Џинпинг би бил или не? Кој? Си Џинпинг некој го викаат, си некој Ши. Не. Ве молам, значи не прашувам кои се. ВМРО од своето постоење се знае на која страна е поставен и јас сум многу вие рековте пети во светот. Добро. Од луѓето. И сега светот е и Кина, светот е и Австралија, сега да не се лажеме. Сега сакате ми кажете дека Кина не е моќен играч на светската. Па сега ви викам дали е кои се тие четворица пред Христијан Мицковски, тоа ме интересира. На таа топ листа. Види, Иван, значи имате една димензија друга сосема. Според пропорции и димензии. Она што представува... Според висина сакате кажете дека е највисок? Па не ве разбирам. Не, зборувам за... Ево сега ќе кажам што. Се видам, видам кои се тие четворица да видам нашиот премиер во кое друштво го ставате. Ние имаме најпрестижна функција во светот е да бидеш председател на ВМРО. Најпрестижна? Најпрестижна. Според она, затоа спомнав димензија и пропорции, ние имаме една света висока цел, се уште не сме до крај заокружени, ни престои многу работа. Че сакате ми кажете дека постојат и луѓе кои што се надвор од Македонија, кои што сакаат да бидат и не македонци, нели од други етникуми кои што сакаат да бидат председатели, дека е толку престижно?
Не, јас зборувам за улогата на Христијан Мицкоски што има однос на својот македонски народ. Лошо го кажавте. Не. Ја сватев дека позицијата председател на ВМРО е најпрестижна позиција. И се ја ве прашам, дали е толку престижна да имате и апликации кога бирате председател, еве сега кога имате, можеби на некои странци. Ако Не, вака некој се јавил некој кој што сакал да биде. Не, зборувам дека кога ќе дојдеш кога ќе дојдеш... Не зборам се за Христијан Мицкоски, не ме свака да збориме позицијата председател на ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски дојде, а јас секаде зборувам дека ВМРО организацијата има лидер утврден профил за 300 години однапред. Христијан Мицкоски покрај што ги исполни тие услови за лидерство на ВМРО ДПМН, тој сам себе е проект. Тој донесе дополнителна вредност и ги разубави овие наши, како се вика, атрибути што треба да ги поседуваш да бидеш председател на една таква организација која има и света, но и многу тешка. Да, мислам и го прошири периметрот на влијание на Македонија, што да му беше стеснат. Мислам јас Македонија денеска од болна, скршена, свиткана, легната в постела од овие Христијан Мицкоски што со право ги нарекувам мекотелци, меѓутоа јас викам влечу ги, зашто имате и мекотелци што влетат. Ама без навреди, бе. Не, како без навреди? Како без Добре, навреди? ке ве замолам, само јас не сакам да ги навредам, ја не ги навредувам моите гости, знаете како многу генерализирате. Кажете кои се мекотелците, па тие мекотелци кои се, еве кој? Еве Зоран Заев мекотелец за вас? Мекотелец, и тоа И влечу го е? И влечу го е. Апсолутно. Што сгреши тој? Како зашто? Нешто што му припаѓа се на македонскиот народ, го посвои за себе. Например, името? Името. Како да е негово и чим не е твое, како е она приказна, чија е нива твоја или од татко ти, затоа ќе ти ја купам зашто од татко ти, ефтино. Тоа малце има и со евреите, малце поговорка, но е добро. Добро, ајде, не е важно. Сега да застанеме нова. И сега гледа, имате на еден таков атак врз ВМРО ДПМН, ветивте дека ќе го вратите името, не знам. Никош не се ветил дека вие ќе го вратите името. Да ми ти јал. Значи, ја такво нешто во кампањата не сум слушал со вие зборови. Ветувам дека ќе го вратам името. Значи, лидерот на ВМРО кажа, доколку се створи шанса, тоа е наш сон, еден ден да го вратиме. Тоа јас знаете како викам, седи право збори справо, а не седи криво збори право. Нас името Иван не ни го зеде ни Грција, ни меѓународната заедница. Името нас ни го зеде СДСМ на чело со Зоран Заев. Не, ви го зема и ВМРО ДПМН тие осумина кои што гласа. Ама видете во аналите. Да. Кога ќе сега можеме ја и вие да се лажеме. Вие како викате? Пред фактите и боговите молчат, така? Кога ќе седнеме на таа седница кога се гласаше, ќе видите дека осумина членови на ВМРО ДПМН гласале, што значи дека и де факто и де јуре ВМРО ДПМН гласал. Се после вашите акции исклучување нели на тие што гласале, што дигнале два прста, видите тука имаше и не само од ВМРО ДПМН, тука беше она мислам дека Авировиќ од социјалистичка партија. Се извинувам, го амнестирате sada само тоа глупост што е направи со името. Ево јас ќе ви кажам. Не. Ама не ве администрирам ни вас? Вие наброивте неколку. Ама не ве администрирам ни вас од ВМРО ДПМН? Вие наброивте неколку мои функции. Јас од 1990 година бев член на македонскиот парламент. Со најмногу гласови бив избран за член на Собранието на народи од Македонија во Југословенскиот парламент, тогаш на СФР. Потоа бев пратеник и во Советот на Европа, заедно со Мухамед Халили и Никола Папаски. Сакам да ви кажам, сум учествувал на разговори и преговори. Сум се среќавал со Метју Нимиц. Метју Нимиц 30 години потроши за да го сочуваме името само за... Грешите, ова не е точно. Не. Па добро се. За Метју Нимиц на секој состанок им велеше нашите представници, времето не работи за вас. За жал, требаше да се прифати шансата со двојно име за домашно потреби, за надворешна потреба. Ама тоа беше... И тогаш вашиот лидер кој што во 2017 му дававте подршка, нели, голема, особено околу 27 април, Никола Груевски, нели, човекот што како што тој вели во неговите писања на Facebook, кога заминав за Будимпешта, не баре он се качил на авион, па вие сте му мафтале, ај кога ќе се завршиш работа, врати се пак. Ама условите, вистина ова што го кажувате дека се одоговлекуваше многу, ама беа созреани.
Помудри политичари можеа да го направат. Ама зошто не го направи тоа ВМРО ДПМН и Никола Груевски? Па Еве сега- зошто вие како член на ВМРО Народна партија до 2017 после тоа се се откажи самата партија од вас во едно соопштение колку што најдов и вие затоа што вие баравте да се приспоите пред локалните избори. Не барав јас да се припоиме. Јас Како не работев, барате? Работевте? ама јас работев во име на партијата. И Така партијата е. мене знае, ова вака довлека донесем и остана на тоа. Кажете ми мене. Кажете што ми вие, јас кога погрешив? дојде, не, ове прашувам вас. Еве вака кој што се сега вокален и гласен за Грција и за ЗАЕФ, и ме велите мене, демек ја дали сакам да го амнестирам ја во... Не. Ако сте ги гледале моите емисии, гледате дека ич никого не амнестирам. Не, јас мислев вака. Не. воопшто Но ве прашам, еве кога се случуваше целата таа приказка и нели референдум, излеговте ли вие да кажете не за референдумот? Јако гласно е да се качите на плоштад негде, да излезете ги соберете ветераните, луѓето кои што ги оставија и коските и кои што ги оставија и душата за Македонија, да кажете луѓе ова не е добро. Излеговте ли господин Арнудов? Како не излегов? Кога може да ми покажете едно видео, една се, слика? Еве ја барав нигде ве Не немаш. сум подготвен за тоа, иначе ќе... Ја ви Ево, кажам дека не сте за- излегле. за- Така за- ваша иницијатива не сум видел. Па сега ве молам. Добро, сега да се вратиме Ама на сега, најважното. ама не добро, не е добро. Добро, ево, ајде. Па не е Јас добро, знам нема дека- такво нешто. Значи, вие мислите дека ние премолчено се согласиме? Не премолчено, не се Никако. согласивте, него едноставно Никако. свативте дека Македонија е под сериозен притисок особено од меѓународниот фактор, и знаете од кој меѓународен фактор, и вие не сакавте, што во некој рака и добро ви дојде, да не бидете вие кои што ќе треба да ја завршите работата, па бевте живи и срекни што тоа го направи Не, заедно. не е точно. Ние да бевме никогаш нема да дојдеше до таа работа. А и ќе влезевме во НАТО со помалу свиткан грб, односно ќе го прифативме името само за надворешна работа, за надворешна употреба. И сега ова ми беше молбата. Вие сте сведок сега постојано. Вратете го името. Абе, овој микрофонов сега јас кога ќе седам, ако го земам, кој треба да ви го врати? Вие ќе си го вратите, вие сте го така. собрале, па што... Ама не, ама тоа е изволувам дакта, да- некем да зборам на таа тема, зашто прво не е точно кажано. Од устата така да баталете, са тоа што сака некој да манипулира, сака. Сега на вратам кога сме веќе ќе изборите околу таа контрадикторност, да ви пуштам едно видео ваше. Ајде. Само да го најдам, да си го подготвам, звукот е тука, да го чуете, ќе ви објаснам кај сте ова вие. Вака се надам убаво ќе се слуша. Јас сум Ламбо Арнудов од ВМРО Народна партија. ВМРО Народна партија и мојата гласот на мојата совест покажува дека ова ситуација денеска имаме многу полоша од колку што изгледа и дека не стана апокалиптичен благодарејќи само на албанскиот политички блок и на сите албанци во Република Македонија кои покажаа високо државотворен дух и љубов према заедничката татковина за која искрено длабоко му се поклонувам и му благодарам. Господине Арнудов, вака, чисто мене ме интересира. Може ли да ми кажете што направиле толку, не викам дека не е во вашите очи, велите вие дека од душата ваша ова го кажувате, дека им се заблагодарувате на албанските политичари, албанците им се поклонувате за нивната љубов кон државата Македонија. Тај кажете ми мене на граѓаните што направиле за да ја им се поклонам, ќе видам некој албанец сака да му се поклонам. Тогаш Македонија беше Ова само да кажам дека е 2016 имате вакви 4 настапи, само да им објаснам гледачи, ако може да ме оставите. Објасните му. А, Македонија тогаш може беше сам да завршам, крепка. се извинувам. Ако се извинувам. Значи, станува збор за еден концепт на едно здружение на граѓани кој што имаше и сајт и до денеска, Џабир Дерала се вика ликот, кој што работеше со подржан од странски невладени и владени организации, а со оберучка подршка на СДСМ во тој период. Организираше вакви конференции, настани, панели, како сакате, работилници, каде што доаѓа и помалите партии кои што беа некако инклинира кон опозицијата со цел да се сруши режимот на Никола Груевски. Ова конкретно видео е некаде од мај 2016 година. Точно. И вие велите дека ќе се случила апокалипса
жива среќа што биле албанците. Каква апокалипса ќе се случеше 2016? Видите, тогаш Македонија беше многу ранлива. Она нетрпеливост, антагонизам што го имаше меѓу десните и левите политички партии, тие може многу лесно да го искористи. Уште еднаш да пробаме. Што беше тригерот? Кој беше никулецот за да вие се уплашите да кажете леле тешко нас ке имаше Армагедон, ке ни се случеше овдека во Македонија? Што е тоа што тие не спасиле нас, не албанците другите, и за кои што вие велите им се заблагодарувате, им се поклонувате до подот, еве за да ја можам нели на некој од моите сограѓани мили да им се заблагодарам? Значи, албанците во неколку моменти кога е било тешко за Македонија имат покажано. Во 2016 ве прашувам, господине, ама не ме зборувам за сега. 2016. Ама еве да ви кажам, ама ево сега ќе кажам дека еден од тие моменти беше 2016 година. Значи вака гледате, од 2001 до 2015 направив ја сиже. Систематизирав што се зборувавте за нашите сограѓани албанци. Сега ќе ви прочитам дел од тоа. Завршите, кои што сега им се поклонувате, вие лично вие. Ајде. Значи ви велите, борците на она УЧК се терористи, не се никакви борци за човекови права. Ваша изјава. Каде е таа? Во 2004-2005 година, кога станувате дел од Народна партија. Вие велите дека цело време константно зборувате дека не треба да се прошират правата на албанците како што се. Бевте против зголумувањето за правата за употребата на јазикот на албанците. Тоа се сеќавате на тоа, така? Јас сум бил. Да. Лично јас или партија? Партијата зборуваме вие. Ама сега Мака се. кажете ми сега, вие не кажавте дека за албанците дека биле терористи во 2001? Кажав. Беа или не беа? За мене да, до еден момент кога меѓународната заедница не рече дека се борци за човекови права. Ама вие викате за мене не се борци за човекови права. Не се. Човековите права што ги имаат тогаш Не се борат, не се добива со оружје, така? Не само нешто не се добиваат со оружје, ништо повеќе не постига. Беше плод на како се викат Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор имате една добра особина што го спречи понатамошното крвопролевање. Иначе се покаже Охридскиот рамковен договор. Вие никош не го прифативте Охридскиот рамковен. Никој не го прифати. Ниту тие го почитуваа, нити ние го. Па сега, значи еве сега потврдивте се ова што ви кажувам вашето не директно за албанците, но за нивните права, може би да бидам поконкретен, и сега велите овдека треба да албанците си ги заслужуваат сите права како што. Ама како сите што ги имаме? Да, така е. Тие се исти граѓани на оваа држава, така ли? Но што толку направиле? Што толку направиле за да вие им и пазите, што викате? Поради нивната љубов кон државата Македонија, кога истакнуваат знаме на голема Албанија и на таа љубов, мислите? Не, сега зборувам за одреден момент. Кој е тој момент? Дај кажете ми. Дај кажете ми, јас исто да им се поклонам. Па, сега не може да се сетам, ама Македонија во 2016 вие знаевте како. Ништо немаше проблематично во 2016. Ама дај ве молам, еве кажете ми што се случуваше во 2016. Па еве требаше да бидат изборите во април, не се случија во април, па ВМРО си ги закажа во јуни, не беа прифатени од опозицијата и тогаш се случија во декември. Сега зборувате со човек со временик, се не можеме да ви кажете. Вие сте вреден, ама подготовките на разнебитувањето на Македонија почна со тие атаци тогаш. Врз носителот на власта ВМРО да помогне. Какви атаци направија? Какви атаци? Да се смени Никола и да се доведе. Ама вие зборувате за бомбите? Почетокот 2015? Па да ти кажам право, Иван, за бомбите. Ај кажете ми за бомбите. Бомбите е уништија Македонија. Бомбите уништија поедини кариери и луѓе. И приватно. Па зборувам за приватно. Значи, приватно се измеша со политички дел. Јас и денеска тврдам дека имат квалитетен кадар, луѓе кои може многу да дадат за Македонија, повлечени се од она што Зоран Заев е македонскиот Епштајн. Што сакат пред со одредени категории. Зоран Заев е ова е добро. Зоран Заев македонскиот Епштајн. Епштајн се изговара. Епштајн, добро. Епштајн, тој е евреин. Епштајн се изговара. Добро. Ја не ќе разговарам англиски. Па добро, сега ви кажам, нели, транскрипцијата да ја задржим како што е. Велите дека тој велите дека Зоран Заев отприлика ги имал тие активности, островце, девојчиња, млади деца и такви работи за тоа, на тоа. Денеска имат низ цела Македонија луѓе в џеп носе такви работи, на забави се занимаваат со тоа и прават
Журки се така. Тоа е распространето на секаде. Каде во Македонија? Во Македонија. Педофилија? Не педофилија. Него? Зборувам за содржини од прислушкувани разговори. Ама кај Епстин него обвинува за прислушкување, господине Арнова. Епстин обвинет поради педофилија и он осуден за Како се разбра? Ама се разбра поради тоа што излегува документи, ама не беа тоа класични бомби. Па овие не се документи од прислушкувани разговори? Формално правно не требаше да бидат земени затоа што разговорите подоцна нели беа и донесен закон дека не може да се користат како докази, но можат како индиции да се користат. Не зборувам за користење докази, а зборувам за страв и срам на поедини личности од она што го направиле. А кажете ми, а не е за вас страв и срам да слушате како се крадело, како се водел режим, како требало шамари некому да му се падна, тоа не е срам за вас? Јас сум убеден дека тоа треба да се санкционират и да биде на еден начин онака како што не е за вас срам да се бара возило, да се има мониторчиња за децата позади да се гледаат, тоа не е срам? И кај завршија тие... Ирелевантно каде. Ама ирелевантно е. Ирелевантно е. Никогаш не треба никога. Тоа зборува за аздисот на еден човек кој што работеше како буквален диктатор во одреден период, ако мене не прашате. А тој е вашиот лидер кој што го фалевте, го величавте, Никола Груевски. А знаете што е па најинтересно? Пазите, во 2017 вие стоите позади Никола Груевски, а во 2016 дека работите против. Сега не ви ги пуштам сите парчиња што сум ги извадил, што зборувате, дека големите партии се они имале ексклузивитет, дека малите партии ако одат за коалициите, ќе изгубуваат својата жар, страст и така. Знаете дека се подготвувам, ја ништо не зборувам на памет денеска. Па ја знаев дека вие имате секојаш доаѓате овде подготвен. Што е тука се? Сега кажете ми, зошто прифативте ова беше журка во наводници од 4 дела организирана од едно невладено здружение кој што имаше, кој што очигледно беше поддржано од тогашната опозиција СДСМ. Вие го знаете. Вие знаете уште, знаете ли вие дека ВМРО Народна партија Љупчо Георгиевски прво одби на покана една сериозна амбасада, знаете тоа или не го знаете, да учествува на изборите. И после го викна да го потсетат на една средба од 2001 година со Хавир Солана, а ќе се вратим на таа средба со Хавир Солана, зашто на таа средба моите информации од сведоци, тој велат дека таму Љупчо ве продал вас. Вас и Војо. Во замена тој да не одговара. Го знаете тој момент или не? Не го знам и не верувам. Добро. Значи, ево, јас... Ке направам состанок со тоа лице, само јас, вие и тој да ви каже во очи што бил какова. Додека сме тук, да не заборавам. Ајде. Јас уште малку ќе влезам во 9-та деценија од животот. Сте живи и здрави уште толку. Фала. И сите и вашите семејства. Благодарам. Значи, јас имав понуда, кој бев осуден на затвор. Добро. Имав непристојна понуда. А тоа е? Да ја трампам мојата чест за слободата. Знаете од кого дојде? Од кого? Од Љупчо Георгиевски. Ме викна Љупчо Георгиевски во кабинетот и ми викаат вака. Чекайте, вие бевте во затвор или не бевте тогаш во затвор? Не, пред да влезам. А пред да влезете, после судата, така? Да, и ми викаат вака. Да ги расчистиме работите. Ми викаат вака. Тешко му беше да почне. Седам, јас го гледам, кажите му кај председател. Абе, знаеш што, имате една поволна клима. Иако не е председател, ви се го викате председател, да, така? Имате една поволна клима, сите го викате уште председател, ево ви кажам. Освен имате кого Љупчото го викаат уште председател? Некој кој е сретнет му викат, имат луѓе што. Така му се обраќаат, му се адресира со председателот. Значи еднашка председател, па да, имало вика. Ја бев председател од 1 до 4, сега им кажам на другарите. Така да ми се обраќаат со председател. Така што да не. И председател е викате, и ми викаат, знаеш, има една многу поволна клима кај сите. Дури и меѓународната јавност. Сега да не испадне дека јас се правдам, јас си го платам. Не, вие си го... Таму мене ми пише дека сум криминалец, дека сум бил... Вие си го служивте како што е по буква на законот. И дека сум жртва на општеството, кој е за мене председател и премиер и председател и министер за внатрешни работи зборува парламент што не дозволува. Кој судија ќе не ќе тоа се како бил. Поред. И ми викаат, слушај Ламбе, ова мораме да го искористиме, ама го гледам тешко. И како дојде ова, му викам сега. Па виде вака се. Имате една работа која треба да ја завршиш, ќе
и организираме пресконференција, ти најжестоко ќе мама спомене дека јас сум твоја жртва, дека ти си моја жртва. Значи, сам се понуди, јас да го понудам. Јас му реков, не 4 години, 4 милиони да ме осудат, јас знаев дека ќе одбиеш, и му реков, многу сум навреден и повреден. Јас својата чест не ја продавам за слобода. Луѓето мислат дека слободата е највисок дострел на човечкиот карактер. Не, честа е највисок. Да знаете. Иначе, ја пак мислам дека вие сте поминале покрај Стокхолм. Не, немам поминал. Вака и вака, ама се мислам дека сте биле барем еднаш во Стокхолм. Добро, сега да ме прашам нешто вака. Верувате ли вие... Верувам во тоа човек, значи му верувам на човекот кој што ми тврди дека Хавиер Солана дошол на една средба, мислам дека било мај 2021 или кога требало да се носат уставните измени 2022 на или Охридски рамковен договор и така натаму. Хавиер Солана доаѓа во Скопје во собрание. Он доаѓаше цело време. Не, вие мислам направивте лапсус 2002. Ај се знам 2002. Ви благодарам. 2001 и 2002, но пошто често доаѓал во Македонија, тоа малте на секој 2-3 недели доаѓаше Хавиер Солана, тогаш не беше на НАТО, него беше од Европска унија. И бил на една средба во собрание каде што биле Љупчо и Бранко и мислам дека бил и Хари тамо, кога се договараше за владата за национално единство, мислам дека така се викаше владата. И дека во тој момент било барањата запнале овие што викате вие комуњариве, нели да се казни некако Љупчо, односно да одговара за криминалите наводните. И тогаш дошло до понудата Љупчо да ги прифати министрите. Тоа било и тепачката која партија кои министри ќе ги даде Хари да биде за господин Хари Косов да биде за полиција, а тој да не одговара, но тука да не се меша во евентуалните истраки и евентуалните судски одлуки за вас и за Војо. Ова не го знаете? Не го знам, ама и да го знаев, воопшто не ми значи ништо. Еве сега ако го знаете, ако е точно, и ако ве пуштил низ вода, вие, он пак за вас, за него се ќе направите? Да, ама тогаш Иван низ вода беше пуштена партијата ВМРО ДПМН. Ама тој не беше. Ама тој не беше. Одговараше ли некој Љупчо за нешто? Ако се чувствува, ако сум јас жртва за тоа да опстане партијата, да се сочува од Македонија, да се надмине тешкотите, јас со задоволство го прифаќам тоа. Нека изгледат како предавство од негова страна, што не верувам. И кажете му ше еден мит има во тој период, вие рековме дека бевте председател на собранието на акционери во Телеком, нели се предаваше на Маđар Телеком, на Deutsche Telekom, односно не, тогаш не беше на Deutsche Telekom. Не, после тоа зборувам. Тогаш почна преговорите у суштина. И сега кажете ми, точно ли дека има еден мит, една приказка дека е направен due diligence проценка на фирмата, нели колку платиле 380 милиони марки или евра, не знам, марки беа во тој период, и дека кога дошле маđарите последно пред да ја купат, гледа дека недостасува 23 милиони марки. И маđарите велат, видите вака, сега ние нема да ви дадеме, ќе ви дадеме помалку од 23 милиони марки, и почнува јавноста, читав нешто и под тогашните изданија малце чепкав, дека имало прашање кај завршиле, и има еден мит дека некои си десетина милиони завршиле во некоја епархија во Македонија. Знаете ли вие нешто за тоа? Не, ако е мит, немат потреба за мит, ама ако вие ми го потврдите, нема да стане мит, нема да остане мит, ќе стане факт. Не може да потврдам, не е факт. А знаете ли за ова дека не достасува 23 милиони? Не, јас имам целосна контрола, јас се поседував златната акција, таква работа немало. Ви тврдам дека таква работа немало, затоа што ако тоа се случеше, прв на удар ќе бев јас. Немаше никој да биде одговорен, ни Љупчо, ни Бранко, ни било кој, ни Никола Груевски, ни Стојменов, никој. Јас ке бев. Вие ке бевте, башо вие бевте представникот на државата, така? 57%. Вие бевте тој, така, што држаш акцијата. Јас ево ќе ви кажам отворено. Ајде. Од како председател на собранието, јас еднаш го имам одржано, свикано. Не, ценет. Аха. Ми требаја пари за да завршам проектот Плавшник. Аха. А Љупчо мене ми рече пари никога да не бараш од буџет, не давам јас пари од буџет. Многу погрешна перцепција има за нив. И јас на Ден Дончев беше директор тоа. Викам ми требаат пари за ваму да завршам, затоа што имаше една многу непријатна ситуација кај што Љупчо се откаже од тоа зашто многу го навредија, а јас на едно место рече, ој Охриѓани ја оплескаа,
И јас продолжив да не остани така како што беше, со активности. И му кажав, тој, ама знаеш, Лондон, како ќе и реагира тоа, јас му викам, нема да ти ја изгласам, кога дојде за гласење, не изгласав завршната сметка. Така? Да, не, ви кажувам најотворено. Потоа ги доби парите, ама повеќе од колку што му побарав првиот пат, затоа што беше не послуш. Тие пари ќе завршеа во Лондон. А ни пребаѓаа нас. А не знам зашто Ден Дончев како директор и тогашниот менеджмент повеќе беа наклонети нашите пари кои по начинот да прераспределба требаше да остане тоа. Нели имаше кога го спомнувате Ден Дончев една приказна во тој период во новинарските кулуари дека дел од тие пари од Телеком кои што биле во последните секунди во 90-та минута на судиско продолжување извадени од Телеком завршили на Кипар, каде што наводно подписници на таа сметка биле Ден Дончев и екс-сопругата Снежана на Липчо Георгиевски. Не сте чуле за таа работа? Не може тоа да помине без мене, не може. Верувај ми, Иван. Вие бевте главната полуга за финансии во Телеком тогаш во тој период? Законската позиција тоа ми го даваш. Добро, ама јас го знам карактерот на Лјупчо како функционираше во тој период. И тоа да бидем искрени, сега ако он ви запнал вам дека, па сега видите сега и со СМО приказката силно не ви текнало вам на памет да се договарате за премиерите тука. Ви сега, Иван. Тоа што вие сами кажавте дека вие заглавивте во некоја рака и за други луѓе, али добро. Не е фер сега према останатите луѓе што тогаш работевме, се движевме во насока. Ако мислите дека не е фер, ќе прекинам тука. Се чувавме Македонија и подигнавме, се живееше добро, обвинувајќи го Лјупчо Георгиевски за небулози кои воопшто не се точни, не ми ставајте зборови. Не вас, тие што ги умеа, не се ни точни и тука секако и себе се гледам како од тие луѓе таму обвинет и една цела плејада членови на ВМРО ДПМН кои на некој начин се посветиле на Македонија и сега да лидеров да го обвини за такова нешто. По рефлексија, по пирамида се пренеси на сите. Не е добро, затоа што тие луѓе го дадоа најдоброто од себе во... Вие се сеќавате на првиот парламент? Сеќавам. Тоа беше милина. Тие луѓе прв пат влегоа во парламент, ама копнежот, енергијата што му го дадат. Тоа беше и природно, да посакаме сите, независно за кој што се нувува претходните наши генерации. Ама добро, таму имаше па една генерација на преска што го пред мало што го зборувавме дека за авангарди. Ти имаш, таму беа и учени, и со искуство. Имаше. Беа и исто така некои добри, ама некои кои требаше да го понесе товарот. Какво е вашето мислење, кажете ми, ова не го планираш, сами падна на памет, за улогата на Киро Глигоров, генерално изигра ли он како што треба за нас македонците? Со оглед на ситуацијата, тогаш не го дував. Мислам, вие знаете како беше, да си правиме овет, првиот пат не го избравме, па јас бев ставен на столбот на срамот и така натака. Јас Киро Глигоров го познавам многу отподавно. Тој живееше во Охрид кога се пензионира од Белград. И ние често западниот дел на Калено, што викаме бртето, кон Канео ваму. Во 12 сатот попладне налето излегува сонце и јас таму трчав. Вие знаете, јас сум пранишен спортист. И често поаѓаш тука и Киро. И трчаш и шеташ. И се запознаеме, така? Ево, сега прв пат ексклузивно, зашто те почитувам многу. Ајде. Сега Панде Колемишевски беше кај овега, гледав на некој мисија, да. Кај вас. И кажува за некој форум таму. Ама заборави да каже дека на тој форум учествувавме, можда сме единствените живи, Паско Кузман и јас. И денеска не знам кој ме повика, на 2 состаноци бев, и многу интересно, за содржината не зборувам, затоа што сепак луѓето се починати, не е баш во ред. Немаат кој да... Така е. Нема кој да негира или да потврди. Меѓутоа многу интересно е. Половината од тие луѓе таму што беа стана министри кај Киро Глигоров, а се прекажува дека се од ВМРО ДПМН. Што не беше точно. Ако требаше министер да стане од ВМРО ДПМН, тоа што требаше јас да бидам така. Мислам, го
Кажете околу Бугарија и вашиот став, пошто е нели Љупчев ве овинува дека сте ги навредувало бугарофилите или бугарите во Македонија, како сакате повеќе. Лично вашиот став, претпоставам дека немате проблем за луѓето кои што се чувствува дека се бугари, така? Никогаш во својот живот немам навредено никого нација, на национална, верска или каква припадност. Ама никогаш, ако најдете негде дека таква работа сум направил, не сум. Да најдов ке ви кажав или ке ви пуштам. Горе на висока града. Ова ме копка со поклоно за албанците и албанските партии, тоа стварно ме предизвикува, сакам ја да се поклонам. Мене, да ви кажам искрено, таква констатација за мене длабоко ме навредува, затоа што сум се докажал. Јас, ако се сеќавате вие во парламентот, имаше моменти кога целокупниот парламент стануваше и ме поздравуваше мене со моите дискусии, особено кога во еден момент беше навреден целиот албански народ, јас застанав да го заштитам. Ево ви кажувам наотворено. И немам према никого, ни према Бугарија. Апсолутно сум согласен дека треба тој што се чувствува бугарин. Кај вас не сум забележал етнонационализам, мислам. Никако е. И генерално и ние македонците ги согледуваме, албанците како наши добри сограѓани. Апсолутно така е. Припадници на тој благороден македонски народ. Така е, тука немаме дури ја нависна претпоставам вие немате ништо против обичниот бугарин било каде во светот. Во Македонија имат бугари што се чувствуваат бугари. Ама тоа е нивно право. И апсолутно тоа е нивно право, зошто не? Неколку пати го имам кажано тоа. Така. Зборуваме за официјална Софија, за политиките, тоа е друго 20. Официјална Софија е крајно негативна сега со својот однос кон Македонија. Народот нивни и наш не го заслужуваат. Така е. Така е, се согласувам. Апсолутно. И кажете ми, како вие гледате дека може да се... Зашто, знаете како, долг период сме во лимбо ситуација. Јас сум учествувал во разговори со ними. Кога? Сме се приближувале години наназад. Кога се сеќавате? Последно беше пред 6-7 години. Пред 6-7 години сте биле со бугари на разговори? Да, сум бил. Кој беше тогаш на власт? Не со власта. Онака чисто. Не, онака чисто. Вие знаете како почнуваат. Почнуваат со подземна дипломатија, па се кристализираат работи. Добро, кој ве прати во подземната дипломатија? Тоа ме интересира. Може ли да ми кажете барем тоа? Ама тоа трај 30 години. Ама во овој случај тој состанок кој ве прати? На тој состанок само отидов. Сакав да допринесам. Добро. Затоа што многу непријатно. Иницијативата дојде од нивна ли или ви направите? Од нивна страна, така? Од нивна страна имате на групација. Се случи тука или тамо? Имате на групација овде, не сум бил одамна Бугарија. Имате на групација интелектуалци тамо, едни луѓе кои, како да кажам, поседувате на висока демократска свест, кои цивилизацијска свест. И цивилизацијска, така граѓанска. Така е. Кои за мене не е цивилизацијска да му забрануваш некој да се каже дека е македонец. Е признаве. Така е. Вика дека добро, а ние мамо, ама треба да подготвиме терен. Не е добро Бугарија сега во една ноќ 245-250 илјади македонци, во една ноќ Тодор Живков вечерта стани премиер, утрената од викат, јас ќе одам Пиринска Македонија да ја вратам во Бугарија, денеска е таа состав на Македонија. И тој народ да го направам Българи. И мислам дека... И што направивте на тој состанок од таа подземна? Ето така се ги довлечивме тие и сега изгледа некој не провали. Ја ви кажам на да? Дали тајните служби на Бугарија или некој. И не му одговараше. Кои се сега носители на тие? Ковачев, Џамбаски, имате некој видено од тие поранешните нивни врвни интелектуалци да застани за оваа работа? Па и таму имаат проблеми што... Има многу од нив. Ево, а тука... Ево, сакате да слушате, сакате не, сакам да ви кажам дека лицемерието на Европската Унија немат граници во однос на нашиот спор со Бугарија. Сега го донесува финалниот документ за Западен Балкан, така пред 3-4. Така. Вие повторно ќе кажам, сте врвен интелектуалец, сигурно го имате видено, ако да го повториме. Значи, вака навидом имат прекрасни перспективи за Македонија, така и за останатите земји. Де факто? А де факто? Ево де факто сега. И сега уште една многу важна работа, која исто така мене ме импресионира. Јас го симнав целиот документ. Добро. Значи имам и јас таму работа. Го симнав целиот документ и викаат посебно нагласуваме земјите членки на Европската Унија, така? Така. Да ги признат сите пресуди
нивните влади на поедини земји да ги си признаат сите пресуди што се донесени И да ги имплементираат. да ги имплементираат, така, значи да ги направат полноважни. Така е. И сето тоа, на крајот викат вака. Се е ова само правец, како треба да се движат земјите и заедно унијата, а правно не ги обврзуват. Апсолутно. Па И сега- вие знаете и сега дека бе- и Европскиот сега- суд за човекови права е огранок или еве дете на Советот на Европа. Знам. И се гледајте, Советот на Европа има не еден механизам, има стотици механизми да приволи, да не речем да натера одредена земја членка на Советот на Европа да ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права. И сега мене може ли некој да му убеди да ми каже дека немаат мокви за Бугарија? Немој никој да ве убедите. И добро ве што ево има луѓе што ја разбирате. Советот на Европа е фактор на стабилизација. Ма тоа е фактор на- првата организација Организација, после луѓе. Втората Е, светска така, војна. така. И таа е направена за заштита на човековите права, етнички, религиозни, верски, секакви. По најмногу згрозена од она што се случуваше во Втората светска војна со евреите и така натаму, со Холокаустот. И јас сум бил таму. Вие не знаете, Каде си била? Советот на Каде? Европа. Во Совет на Европа? Ја во Совет на Европа бев јас. Така. Советот на Европа. Дали знаете дека во Советот на Европа јас работам во комисија и таму. Комисијата за членки неравноправни што треба Придружен членки. Имаш и таков, има еден не дел. придружни. Членки неравноправни кои треба да спроведат родени реформи, Советот на Европа да ги прегледа. Само да им ги објасним разум- за Совет на Европа, не мора да си член на Европска унија за да бидеш член на Совет на Европа. На гледачите да им Па објасним. ние сега, кога бевме таму, јас сега нормално како член на тај потегнав иницијатива да стекнеме полноправно членство. Добро. Се сеќавате, во Охрид имаше една првата средба ја направивме, комплет целиот Совет на Европа со председател Кога од беше дојде. тоа? Тоа беше 1994 година. Не се сеќавам тоа. Не, а? Искрено не. И во Охрид. И се не знам али имате слушнате, јас како ги бевме страшно навредувани, посебно јас. Значи тие викаа кај ќе не донесиш, викат во твојот Охрид, викат до Белград со авион ќе дојдеме после со Со што ќе дојдем? Со Пајтон? Пајтон, Со да, Пајтон, да. Или што ќе јадиме таму. Муанесов каталози од хотели кај ќе вез. Многу непријатен беше еден таму. Викаат, аме викам јас тебе ќе дојдам од дома ќе дојдем. Со жена ти, со керка ти, со миленичина, кучинат. Со хеликоптер ќе донесам на Хитро. Од тука ќе донесам во Охрид. 7 километри аеродромот, до хотелот исто со хеликоптер ќе донесам. Ме гледа пак. И на крајот ми пукна филмот, ева ти кажам на тоа. Јас тогаш немав намера веќе да продолжам со политика. Имав една непријатна сцена во, после ќе ви кажам, во собствената партија. И реков, ево да ви кажам вака. За политичарите јасно е дека немаат место во рајот. Затоа пред да умрете, дојдете во Охрид да го видите рајот. Сериозно и таму председателот А го кажете ми, пошто мора да завршуваме, веќе поминавме скоро 17 минути, а кажете ми за непријатната ситуација во партијата? Епа, потруди се да го најдеш. Излезе после првиот конгрес наш во Добро. Прилеп и после некое време. Вие Со нефантастични одговор на Ључо таму, добро? Скопје беше центар на она Виена, што беше порано за Джеймс Бондовци и агенти. Така. И се имаше репорт, информација за целата политичка состојба, кој го сочинуваат политичкиот живот, анализа на партиите, нивните определби, леви, десни и така натаму. Тоа на конгресот се зборуваше? Не, после. А после конгресот? После конгрес имат извештај. А, така. По сите Кој го подготвуваше извештајот? извештајот го поднесуваше некој орган, а сите тврдат дека е, и се разбра после дека е од СИА. Од СИА? Да. Аха, имате докази за тоа? Па ако ќе го Не сум најдете. сретнал, добро, ќе И побарам. се вака. За ВМРО ДПМН имат посебен дел од извештајот. Аха. И јас сум болдиран таму. И пишуваат вака. ВМРО ДПМН ова десно ориентирана политичка партија, Националистичка. наследникот така, сите тие На Ванчо Михајлов. све. И викат вака. Предводат триумвирит. Лјупчо Георгиевски, Доса Димовска и Борис Мајковски.
единствен што може да го растури овој триумвирит е Ламбер Нудов, кој има енормен углед меѓу членството и во Охридни и Стелна Македонија. Преку ноќ јас се исчезнав. Да? Јас не знаев дека имате. И ево, пак ќе му обвините за стокхолмски синдром. Не го обвинувам, вие ако... Се врати, вие ако не го чувствувате, ја не можам да ви го наметнам. И знам јас кој ми го направи. А јас тоа, ево, ќе бидам нескорен, брилирав во сите парламенти кај што бев. Говорите добро англиски јазик? Па види, да не се прам многу голем говорник, добро зборувам, читам, меѓутоа кога отидов таму, зедов една брошура од 150 дипломатски зборови кои се неопходни. Така да ги научите. И сега дури тие ме прашуваа каде го научи овој јазик, меѓутоа да бидам искрен. А еднашка такво вдахновување имав на еден состанок таму. Значи тој претседателот што беше на комисијата беше англичанец. И на Англија сум многу благодарен. Ја сметате за пријателска земја? Ние денес без држава ќе бевме да не беше Англија. Лисабонската. Ја па мислам дека без Америка ние немаше. Америка е така. Така. Значи Лисабонската декларација е разбија тие. Потоа ние ето тогаш... Да им објаснам на гледачите, кога се бараше да не се споменува името Македонија во името. Кој име да биде, само Македонија да не фигурира. Така. И сите благодети ќе ги имаме, нели така? Така. Изгубити животот. Значи, и после одевме на овој последниот состанок, каде што ова го кажав. Кога влегував таму јас, тој излегуваше пречека некои други, не мене. Дожливо време беше снежно во Лондон се држеше. И јас дојдов таму и нормално како сега овдека се чешаме пречека обезбедувањето. Тој кога дојде на мене, таму поминате. Председател претресе го него, добро доаѓате од терористичка организација. Така е, од терористичка организација. Да, тој е терорист. Со смеење, ама овој нормално. Кога ќе му каже некој така, Ми се го зборува таму, да, како било за. Так. Сега се не ми наручаме, накратко ќе ви кажам. Заврши се тоа, тој е работен ручек. Тие викат гладен човек не може да размисла. И на крајот доаѓа онај десертот познат од кралицата Елизабет. Тоа е на зелена круша, варена во вино, мало со загорен шеќер. Не знам што е да. Не, ништо. Не сум бил. И ритуал е сега. А тоа е цел ритуал, а? Да, ритуал е сега кој ќе почне тој таму. И се, а пред тоа, значи, морам да ви кажам, никогаш со никој не сакаше со мене да разговара. Не само со мене, и од другите тие земји што бевме нечленки. Знаете, воопшто не сакаше да комуницира. Ништо. Овој што седи од мене, таму свртен, овој што седи, јас најкомат. Кога се навалија сите, јас... Не пробавте со тој од спротива? Џабе. Џабе, таа е една општа насока. И сега е така. Не. Се прават демократи колку се. Не. Не. Кажете ми се пососема за крај, морам да ова само да кажете ви кажам. И сега кога се навалија тие, јас останав вака и сега председател вика, што викат представникот на Македонија, него бенди свет. Десертот. Нема дека ова ми личи на бомба, ние терористи беше ги употребува. Замрзна цело. Јас бев решен тоа, јас ги рушев сите табуа. Знае дека ќе се насмеи и рече моја грешка. После лицемерие се измени. Ништо? Лицемерие невидено. Кој се турга да дојде да праша? Немаш лицемерие. Мисля дека имате бомба стварно. Па не знам како не се разбега. Кажете ми сосема за крај, пошто сте нели член на Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН и се вие можам кај вас, према вас да се реферирам како човек кој што треба да ги коментира и политиките на владата. Кажете ми, што ќе ми одберете вака како еден најзначаен проект на влада за време на владењето на премиерот Мицкоски од 2004 од летото до сега? Уште малку ќе биде 2 години. Вака, што е нешто што е game changer, не знам колку разбирате што значи зборот game changer. Се извинувам. Најдоброто од све што, знаете? Што е, кажете? Ние прво ја спасиме Македонија. Ама немате. Сега немате романтичарско филозофски сега. Не е романтичарско филозофски. Не е романтичарско. Ама ако ги прашате СДС ќе рече дека тие ја спасиле. Ако нека викат сега, ќе видиме фактите ќе покажат кој е поправо. Добре. Економскиот напредок. Каков економскиот напредок?
Колку рипнавме? Растот на бруто домашниот производ. Добро. Основа е на све, Иван. Тоа ми е јасно мене. Знаеш дека тоа... Да, ама народот се уште живее лошо. Вие го знаете, тоа не треба ја да ви го кажам. Не, ама она све прави со своите Ја социјални политики, економски ја не велам не, но треба да знаете дека на капитални знаете ли кои се главните работи за кои што на кои крила дојде ВМРО ДПМН на власт? Претпоставам не треба да ја да ви кажам, вие сте човек, сепак толку години искуство во политиката. Прво беше да се тргне дуи од политичката моќ. Оние кои што вие нели им се поклонувавте, им заблагодаревте тогаш на тој состанок 2016. Еве ги ставивте во опозиција, да кажеме, што реално прв пат после 24-5 години. Од кога они стапија на сила, цело деца порасна и замина више во странство. А другата важна работа беше економијата. Луѓето да почнат да чувствуваат, и третата важна работа е полека да се придвижуваме кон ЕУ, затоа што НАТО веќе нели го имавме. Сега тоа со ЕУ сме во лимбо ситуација, ќе се согласуваме двајцата, чекаме, не знам ја што чекаме некој реципроцитет и бугарите да покажат добра волја, па нешто да направат, за да можеме ние вратата наша да ја подотвориме. Околу економијата, GDP-то што викате, бруто домашниот производ, да, но луѓето се уште сиромашни. Резултатите на бруто домашниот знаете што е проблемот, господин Арунов? Народот сака не велам промптни, брзи, најпромптни на свет. Вчера да се случат. Така, ја сигурно. Ме разбирате, дека тоа е нормално. Ама и вие ме разбирате, ние што затекнавме. Ова е значи повеќе од што може да се направи во областа на економијата, не се правдаме. Ние дојдовме на власт, ја добивме довербата од македонскиот народ, нема да го изневериме. Нема да го изневериме, ќе ги подобриме сите стандарди социјални што му припаѓа на правосудството не е мрднато ништо, знаете, дека тоа со правосудството, еве имаме сега нов обвинител, се надам ќе се изгласа, треба во среда, ако не се лажам, да се гласа. Правосудството, знаете кога почина во Македонија? Кога почина? Кој го погреба? Тито Петковски. Тито Петковски? Да. Како, со кој чин? Со кој чин? Парастос имаше ли? Процесијата кога почина? Не, сериозно ми кажете. Фигуративно малку се изразувам. Знам, ја фигуративно ви одговарам. Имаше избор на нови суди. Према некои информации 150-200, може и 500-600. Огромен број, така беа, многу. 200 и нешто. И тогаш имаше некои филтри кај што требаше да имаме, не знам како се вика, советно обвинители, сега други имена имаа, сега не можам. Немаше тогаш академијата, беше 25 години беше. Затоа што претходно во комунизмот судите во општините се бира, така? Почна дискусии, Тито излезе, оставите на нас, го остави списокот ги изгласа. Тие направија механизми да не може... Има доказ за тоа дека Тито го извади? Да? И од джеб го извади. Тие беа многу нахални. Значи можеме да кажеме Титовите суди? Може. Парадигма на така? Слободно. Јас со Тито сум пријател, ама тоа што го направи. Тоа што му го тој беше и голем патриот само, знаете. И тие луѓе направија механизми да се недопирливи, нивната власт е огромна. Не ми се допаѓа тоа што го сменија од времето на Југославија, тоа ми се допаѓаше да и постои во одреден степен за одредени дела и кривична одговорност за судиите. Сега веќе тоа го нема во нашиот закон. Позитивните законски прописи не препознаваат кривична одговорност за судиите. Да, во некоја рака може би е така, па од друга страна имаат преголема слобода, па еве гледаме какви суди нели со 300.000 евра во ѕидови на родители кои што не знаат од кај им се нашло. Не, тоа ќе продолжи уште известно време додека механизмите на ова наше превземање во однос на правосудството не се стабилизираат. Тие се Ќе се вратили Никола Груевски, што мислите вие? Да се отслужи казната затвор? Не верувам. Ако победи овој опозиционерот Питер Магер во Унгарија, тој ветува дека ќе го врати ако го. Ето проект само на Унгарија или не знам. Сега да си правиме муавет. Чисто мене ме интересира. Знам дека го знаете вие тој проект. Иван. Јас се смеам кога ќе ми рече дека Груевски заминал во ГПК. Мислам, стварно ми е смешно. Драго ми е што ево ми даваш назначение дека јас некои работи знам, а ги знаеш побава од мене. И добро е што вака се однесуваш, ти си човек, сепак си представник на авангардата во Република Македонија. Јас секогаш сум те почитувал,
Најголема особина тоа е покрај ова што имаш елоквенција и што си врвен е зборуваш секојаш вистина. Па седи право, зборува право. Глупо ќе биде да лажам. Ако лажам, ќе треба да паметам. Секој ќе треба да памети. Кој ќе памти за толку лаги? Мене ми викаше еден, многу постојано зборуваш вистината. Ако јас сум вика треба да имам добра меморија. Па треба да паметам, па така. Ќе речам нешто и вака и така. Значи, вие очекувате дека Македонија ќе продолжи да се движи во позитивна насока со владата на ВМРО ДПМН, избори годинава како што тврди упорно премиерот ќе нема, иако јас сум убеден дека ќе имаме. Не знам зашто нешто во малиот мозок ми вели кон крај на годината може да има предвременни избори. Отом потом, нели што велат браќата Срби, рековме бугарите нешто немате ништо против, а Србија вака ви смета тоа големата блискост на македонскиот народ со српскиот народ? Лично вам ви пречи или не ви пречи? Зошто да ми пречи? Така? Народ со народ мене не ми пречи. Мене ми пречи геноцидна омраза, духовна геноцидна политика, така. Затоа што на пример ето го викам општествено и политичко силување. Силување, така. Не можеш ти да на сила сакаш да ми бидеш брат, при тоа ме силуваш. Иван, не може да имат братска политика и рамноправна ако тој сака да те поседува. Така е. Не можете сега, како да го кажа, ова дека Македонија е чекат блескава идеја, слушај. А избори нема да има затоа што започнатите проекти ќе трпат, ќе застанат. Ние она што го ветивме на македонскиот народ, ќе го испорачаме. Ќе го испорачаме и повеќе од што се надеваме. Некоја реконструкција, но ако дојде до поголема реконструкција, ќе мора да дојдат избори, затоа што мислам дека вие ќе мора да го смените албанскиот партнер. Христијан Мицкоски знае што правите, јас ти кажам. Таков човек во историјата на Македонија не се појавил. Ви благодарам многу. Рековте дека во Стокхолм не сте биле, јас се мислам дека еднашка сте биле во Стокхолм, ова беше господинот Ламбер Нудов, се гледаме можеби наредната недела, а можеби не. Причината за ова што ви го кажам, ќе ви кажам која е што се случува, почнуваат политичарите дел од СДСМ и од ВМРО ДПМН да бегаат од оваа емисија. Дел од нив ќе ветат, ќе се договориме за термин, а потоа ќе шмугнат. Тоа за мене е политичка неодговорност, политички простотилак, а во друга ситуација ќе ви кажам, ако дел од тие кои што ќе прифатат нема да дојдат, ако ги видам на друга телевизија, ќе поднесам пријава до Комисија за заштита од конкуренција, затоа што не е во ред да одите на една телевизија, еве на Алфа само како што ја испофали мојот вечерашен гостина, да не доаѓате кај мене емисија. Ако одите на една телевизија, имате и морална, но и професионална обврска да дојдете и тука. Па тука заедно да промоветиме. Наредната недела, значи ќе биде флексибилно, а ако го обезбедам тој гостин кој што го сакам, ќе има, ако не ќе почекам малце, не сакам повеќе да се нервирам со оние кои што се кидавелаши, фуфкофобичари, наречете ги како сакате. Имајте ми добра ноќ со програмата на Канал 5 и бидете живи и здрави. Пријатно.